Србија завиена во црно. Се закопуваат дел од децата и жртвите од крвавиот пир во училиштето Владислав Рибникар и масакрот во Младеновац, каде животот вкупно го загубија 17 лица во рок од 48 часа. Дури 10 погреби денеска се одржуваат на гробиштата во Србија. Солзи, лелеци, бледи лица и една порака да не се повтори никогаш повеќе. Во Белград, четворицата ученици и училишниот чувар кои беа убиени во престижната основна школа од страна на Коста Кевцменовиќ, исто така ученик во тоа училиште, се испратени во вечното почивалиште. Додека во Мали Орашје денеска се погребани 5 млади момчиња кои беа убиени во масакрот кај Младеновац од страна на Урош Блажиќ. На гробиштата Лешча беше погребан обезбедувачот Драган Влаховиќ, кој трагично загине на 3 мај. Го испратија стотици луѓе, меѓу кои сегашни и поранешни ученици кои дојдоа да се простат од Драган. Тој беше популарен меѓу учениците и вработените во училиштето во кое што работеше како чувар. Девојчето АБ е исто така погребано, а денеска требаше да го прослави свој 14-ти роден ден. Таа на 3 мај беше една од дежурните ученички, која заедно со Драган беа првите жртви на Коста. Повеќе од 200 луѓе се собраа и пред капелата на новите гробишта за да го испратат девојчето КМ14, која беше убиена на часот по историја. Инаку денешните случувања се резултат на убиствата на младото момче Коста, кој со 2 пиштоли и молотови коктели во четвртокот влегло во училиштето и убило 8 деца и 1 член на обезбедувањето, пошто сам се пријавил во полиција. Коста е моментално во установа, каде се наблюдува неговата психичка состојба, а неговиот татко е во притвор. Вториот масакар го изврши Урош Блажик, кој во 3 села кај Младеновац со огнено оружје убило сумина, а ранил 14 лица. Тој е приведен во околината на Крагуевац. Во Србија има денови на жалост до понеделник.